Цивил медија. Добро вечер од прес-центарот на Цивил. Јас сум Билјана Јордановска, а вечерва со мене се Саша Ордановски, професорката Јасна Бачевска и новинарот и политички аналитичар, ако можам така да кажам, новинар Зоран Иванов. Заврши првиот круг од претседателските избори и од предвремените локални избори во Ново село, Охрид и Дебар. Од она што можеше да се види на прес конференциите во текот на денот на Цивил, во прес-центарот овде, можеме да речеме слободно дека и овие избори, овој прв круг на претседателските избори, на предвремените локални избори, помина со вообичаените изборни нерегуларности, со најголема процентна направени од изборната администрација и покрај ветувањата на Државната изборна комисија, дека овој пат ќе имаме малку повеќе едуцирана изборна администрација, по конкретно избирачки одбори и општински изборни комисии. Како и секогаш Државната изборна комисија и овој изборен циклус вети дека избирачкиот список е во сјајна состојба, сите се живи и здрави луѓе, дека оној број од 1.800.000 и кусур гласачи е реална бројка на гласачи во нашата држава, меѓутоа како што се покажа, избирачкиот список и овој пат потврли, така да набљудувачите на Цивил во текот на првиот ден, односно првиот круг од гласањето, нотира голем број на проблеми што се појавија токму со избирачкиот список. Од официјалните резултати на ДИК, јас ќе ги прочитам само оние кои што јас ги нотирав во 21 часот и 15 минути. Значи тогаш излезноста беше 39,83%. Од вкупно обработени 2800 избирачки места. За Пентаровски гласале 45,71%, за кандидатката Гордана Силјановска-Давкова 41,28%, а за Блерим Река тогаш беше 11,75%. Предпоставам дека излезноста сега е уште поголема, мислам дека некаде околу 40%, а од она што можеме да забележиме по медиумите, меѓутоа и во штабовите на политичките партии поддржувачи на кандидатите, дека сите некако се прогласуваат сами себе си за победници. Јас би почнала со господинот Ордановски, ако не е проблем. Вие на конференцијата на Цивил, какви избори, таква иднина, рековте дека вашите очекувања за претседателските избори се ниту оптимистички, ниту пак песимистичко, туку е една реална оценка за тоа дека повторно може да не доведат до некоја политичка криза. Како е вашето мислење сега за првиот круг? Па генералната оценка останува, ние имаме излезност од 42%, и ако се следат искуствата нема да се постигне цензусот од 40%, бидејќи реално секогаш вторите кругови носеле помала излезност. Од друга страна резултатот е тесен, ние овој момент не знаеме кој буде кој губи. Баталете тоа што прават партиите, што прогласуваат и така натаму, меѓутоа реално е дека ми се чини дека ВМРО постигна подобар резултат од колку што покажува проценките најавите во половите, во истражувањата. Меѓутоа тоа ќе биде тесно без разлика дали Пендаровски ќе биде врват или Силјановска, очигледно ќе биде тесно. Трето, се покажува дека албанските гласови не се така лесно дистрибуирливи, да кажам, дека тие не може да бидат контролирани така како што понекогаш шематски сакаме да мислиме дека може, дека излезноста во сите албански, да кажем, општини каде што превладуваат заедницата на етничките албанци е понекогаш и драстично помало од оно што може да се очекува во места кај што има или помешано или почисто етничко македонско население со други етнички групи. Значи, помалку и повеќе ништо не сме предвиделе погрешно. Ќе биде, јас и понатаму мислам дека вториот круг, ова е добар резултат од една страна, бидејќи ќе го мотивира ВМРО да не излезе на бојкот. Од друга страна, многу тешко ќе биде да се постигне повторно над 40% излезност. Не знам што драматично може да се случува, но секако најважното нешто од целата оваа работа е што првиот изборен круг помина навистина, би рекол, нормално за една демократија, тоа е да нема никакви драстични некакви нарушувања на гласачки процеси, права и така натаму, се случив на ова што ние сепак
не можеме да се надеваме на скандинавски избори без скандинавска администрација. Па и без скандинавци кои би живееха во Македонија. Така што повеќе ова е реалистичната слика. Ќе не очекуваат 2 жестоки недели секако и ќе видиме што ќе биде по 2 недели, ја немам сега предпоставка, доека сепак не ги видиме конкретните резултати и анализата на тоа, бидејќи мислам дека ова се покажува дека ќе бидат тесни резултати. Што би значило тоа веќе во вториот круг? Што понатаму, доколку бидат толку тесни резултатите, доколку имаме една таква, да речеме, потензичен ден од денешниот? Кои се вашите предвидувања? Како понатаму? Како би се развивала целата ситуација? Нема да биде тензичен ден од следниот, иако се големи влогови. Знаете како, јас и тогаш говорев и сега ми се чини дека тоа ситуацијата од резултатите од овие избори е помалку драматична во СДСМ отколку што е во ВМРО. Значи, начинот на кој што тие ќе поминат на овие избори во ВМРО е сепак една виза, една пресуда за раководството и мислам дека тие успешно ќе ја пребрзат таа пресуда. Мислам дека со ова тие ќе се стабилизираат без разлика на сите фракции и така натаму, иако се овој број на гласови далеку помал отколку што претходно се најавуваше, да речеме, Мицковски кај мене во емисија рече дека се наде на 500.000 гласови. Не знам дали ќе стигне до 300 и некоја илјада, и па 30 може. Од друга страна, де факто, ова е за СДСМ една голема полука, бидејќи не излегува оние, по принцип излегува двете партиски армии, на ВМРО и на СДСМ. Голем дел од, да кажеме, од оваа граѓанска опција која не е неопходно партиско определена, очигледно реши да остане дома, и оние кои што де факто не се дома. Тоа значи се иселени и тоа можеме веќе да видиме дека се одразува врз сите избори, па и врз овие со еден конкретен резултат. Значи ние после овие избори, ако не избереме председател, влегуваме во таа политичка криза за која разговаравме, се уште се шанси за тоа најголеми, ако ги тераме скандинавски избори. Тоа значи дека гледам дека има еден консензус да се разговара за менување на уставот и за менување на начинот како се бира председателот во Македонија. Но тие анализи ќе ги оставиме за некоја друга прилика, бидејќи сега би било прерано да се влегува во тоа. Со нас е и професорката Јасна Бачовска на правен факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Професорка, вие малку од правен аспект. Самиот председател на Државната изборна комисија Оливер Дерковски во неколку прилики рече дека 30 пати имаме менуван изборен законник и дека се уште е во доста проблематична состојба. Можеби од правен аспект, можеби од ваш личен аспект, како вие би го оцениле? Ама тоа е една многу страшна изјава. Ако земеме да анализираме таквата изјава, замислите да се амнестирате од својата одговорност заради тоа што некој законник бил толку, значи тоа е еден правен хаос, каде што ние немаме правни правила и не се дефинирани правно работите. Значи тоа не го амнестира председателот на Државната изборна комисија во однос на сите пропусти кои што мислам дека не беа толку многу големи, но еве и од ДХР утре ќе го дадат својот извештај. Јас слушнав некоја изјава сега дека поглавно поминало добро, меѓутоа тие административни пропусти, тоа е сервисната улога на таа Државна изборна комисија, која што е постојано тело, нели ке нас не се формира ад хок, туку е постојано тело и тие не знам во меѓувреме што прават од едни до други избори. Веројатно во консолидацијата на таа наша администрација, која што е преобемна, треба да се работи. Тука оценки, нели, може губи државата во својот имидж, бидејќи во демократиите исходот на изборите и не е толку важен колку што е самата процедура. Тоа е круцијалниот демократски процес. Но моите интересирања се повеќе во однос на кампањите и медиумите. И јас малку, например, како човек кој што со интердисциплинарно образование, правник, но мојот фокус е медиумите и кампањите, многу повеќе предвидливи беа ваквите резултати во првиот круг. Она многу ме разочара фактот што политичките партии многу малку направија во кампањите. Значи, цензусот директно зависи од тоа што ќе се направи, која енергија ќе се вложи. Гледаме колку енергија во демократските земји се вложува да ги извадите апатичните од дома. А тука високо исполитизираните треба на некаков начин да ги мотивирате и да им пратите некакви апели на корист за да излезат.
бидејќи и чувството на политичка ефикасност е многу битно, зашто сега демократијата се мери со тоа колку ние го имаме тоа чувство дека одлучуваме во ова општество. Веќе не се мери демократијата дали имате поделба на власт, избори и така натаму, туку чувствата кај една индивидуа, какви сте, дали сте политички ефикасни, дали имате доверба во институциите како човек. И ако ги имаме ние тие чувства се гледаат и се мерат на избори, тука многу малку енергија се вложи, имавме можности, особено нели и од страната, и на Стево кампањата беше многу млака, многу класична. Исто така во Македонија е девалвирана институцијата председател. Гледаме како доминираат партиите, а ги гледаме председателските избори сега во Украина. Како лик победува за председател, значи се бара една нова енергија. Ние се уште сега зборуваме за СДСМ и ВМРО и така ги мериме силите, а ликот на председателот никаде го нема. Доминираше една тема во кампањата која апсолутно малку да сте интелигентен и да ги познавате нели меѓународната политика и конфигурацијата на силите, но се наметна една тема каде што само можете да градите некоја краткорочна политичка кариера. Всушност имавме и тројца кандидати кои што се декларира себе си како независни кандидати, позади кои застана кандидати, меѓутоа никој од нив не е независен, така што не одиме напред. Ја немам чувство за имаме некои вакви резултати кои што можеби се добри за во вториот круг да имаме мотив, барем опозиционата партија да не се откаже, бидејќи таму имаме малку нели различни стратегии во нивната консолидација. Јас мислам да не знам дали ќе се согласите со мене во однос на медиумите и социјалните мрежи. Имавме повеќе представување од политичките партии и нивните препукувања, меѓусебни препукувања на штета на председателските кандидати, меѓутоа и отколку да се на некој начин презентира она што значи председател, една државна функција како што е председател, повеќе се зборуваше за локални проблеми од типот на рурален развој, земјоделство и така натаму. Нешто што апсолутно не е во описот и пописот на председателот на државата. Прво и основно председателот треба да ја представува државата во надворешната политика и тука ни треба една комплетна личност во регионот. Големи се ингеренциите, тој може да слобува воени сојузи, да го распушти собранието, значи има голема поддршка треба да има председателот и едни сосема поинакви ингеренции. Инаку фиаско беше кампањата, комплетно на социјални мрежи, беше одсутна, имавме класична митингашка кампања, ТВ дуели и тоа се пренесуваше на социјалните мрежи. Наместо да се менаџираше публиката од социјалните мрежи, да имаше двосмерна комуникација и младите луѓе кои се најпотентни, треба да ја водат државата напред, да бидат анимирани во таа кампања и да излезат на избори. Меѓутоа, не знам колку тоа влијаеше и на преземање и ширење на истите тие вести, користење на тие дебати за ширење на говор на омраза и на лажни вести кои што ја окупира на некој начин. Апсолутно се создаваа контексти, постојано самата природа на темата, тука највеќе имаше контексти за говор на омраза, нетолеранција голема политичка. Ваше мислење, независно нели кој ќе на крајот од овие избори, кој ќе биде председател, дали воопшто тројцата кандидати има некаков капацитет за она што вие го представите како треба да изгледа председател на државата? Па може би имаат универзитетски професори се сите, меѓутоа малку беше извлечено од нив и од нивните PR тимови. Мислам дека тоа се цели стратегии кои што во демократските земји се прават за да се дефинира нели профилот на идниот председател. Ви благодарам. Господине Иванов, вие како долгогодишен новинар, претпоставувам дека имате огромно искуство во следење, за разлика од мене, на политичката ситуација во земјата и развојот на државата. Како вие гледате на денешниот ден? Како помина првиот круг? Па добро, генерално следејќи ги и слушајќи ги од Сабајле цел ден извештаите и на радијата и на телевизиите, сите репортери почнува мирни се изборите или извештаите ги, своите јавувања ги завршува дека нели се мирни. Како да очекувавме рафали, некој да пука по улици, крв да паѓа како порано. Нормално се култивизираше малку и нашето гласачко тело. И таа кампања дека за интеграција во Европска унија многу се важни изборните процеси да бидат елегантни, чисти, скандинавски, нели како што истрча да кажа дека негде го достигнавме тој степен. Има инциденти, секој глас е многу важен,
и ова ваша организација, нели, што ја практикува таа контрола, треба да се разбирам дека, иако оценката предпоставам и на ОПСЕ и на ОДИХР ќе биде позитивна, дека навистина ова заслужуваме визит карта за Европа, што се однесува барем за изборите, за се друго сме многу далеку, за овие избори председателски, дека тој испит е положен конечно, значи после мислам дека немавме чувство дека со списоци се вадат луѓе, со уцени за вработувања. Тоа е едната димензија. Втората димензија, самото место, партиите водеа кампањи и партиите си ги одмируваа своите рейтинзи, особено тоа го правеа Алијансата и БЕСА и ВМРО ДПМН. На СДСМ тоа не му беше толку потребно, дури сакаше да покаже дека еве со крупна албанска партија и моќна, влијателна политички, дека може да излезе заеднички кандидат, но и тој заеднички кандидат беше изнуден, пошто ако добро се сеќаваме, Али Ахмети прво се обрати до своите колеги и лидери на другите албански партии, па тие го откачија за заеднички кандидат, па се заврте после кон својот владин коалицијски партнер и го измислија тој термин консенсуален кандидат. Иако имам чувство дека дуи не направи во првиот круг доволно кампања за да излезат тој дел од албанскиот електорат на гласање, неговите гласачи, но ќе покажат анализите, уште ги немаме сите бројки. Како и да е, ова што и соговорниците го кажа, мислам дека досегашните резултати зборува дека ова е еден крупен чекор напред за ВМРО ДПМН и за нивниот нов председател, кој, ако има добар скор, ќе биде и лидер на партијата, за сега е само председател, нели? Треба нешто да докаже за лидер. И како и да завртиме работата, е голем шамар за СДСМ и за ДУИ, ако сакате, за заедничкиот кандидат. Таа мала разлика се очекуваше, но ако се точни резултатите до сега, и ако таа се сведе дури на некое водство Благо на Силјановска, која на крај знам дека на 5 нема да биде председател, бидејќи таа е незината кампања и незината политичка филозофија заглавена меѓу кориците на учебниците по право на правниот факултет и на тој кабинет. Ова е политичка функција, да не испадам сега користам риториката на незиниот против кандидат во кампањата, но факт е дека ова е државничка и дека е политичка функција. Тоа што малку луѓе излегува, сепак 40%, нека е уште и 42%, прво, изборите се председателски, не се парламентарни, председателите не се близко до буџетот, партиите се излегуваат на гласање, сака да добијат власт поради нивните незаработени пари. Се тепаат за буџетот. Кој го има буџетот кај нас? Тој е моќникот во државата, тој и бизнисот го тера. Од тој тип, многу клиентелизам, нели, многу луѓе имаат и поинакви мотиви да мотивираат и други да излезат на гласање. Овде со председателски што може да даде Амин за гувернер на Народна банка, и така сме во долгови, па многу среќа не е ни срекна и таа функција. Двајца суди да предложи на Уставен суд и тоа треба парламентот да му ги избере. Не знам, врховен командант сега е Столтенберг на македонската армија со влегувањето во НАТО. Башка нашата армија е специализирана за посебни мисии. Ниту тенки имаме, ниту авион, нели? Така што и таа не сегам да подценам, напротив, тие се покаже како одлични професионалци токму во рамките на таа алијансата и на тие миротворни, како ги кажат, и обезбедувачки мисии. Но зборот ми е таа излезност се должи на тоа. Ние сме парламентарна демократија, партиите малку, простете на израз, баш им е гајле дали ќе победи, многу им е важно, секако дека им е важно, и заради собствениот рейтинг, но не се толку заинтересирани за таа функција како кога се парламентарни избори. Затоа излезноста е мала на парламентарни избори, ако ги врзат со председателските, доколку овие пропаднат, како што и колегата Ордановски, не сега, го анализираме тоа во подолг период, дека тешко за вториот круг ќе се обезбеди цензусот, но со оваа излезност и со овој резултат што го освои Гордана Силјановска, односно ВМРО ДПМН, мислам дека тие имаат мотив уште повеќе, по цена и да не стане председател господја Силјановска, имаат мотив да агитираат што повеќе луѓе да излезат нивни симпатизери гласачи на избори за да предизвикат парламентарни избори. Тука ќе го гледаат поразот, нели, се на СДСМ, и мислам дека тука ќе се води кампањата сега меѓу двата круга. Само да почекаме со резултатите, но како и да е, тие се високи за
за Силјановска малку неочекувано и ова е една така пристојна шлаканица за СДСМ и за, како што тие го нарекуваат, тој е договорен, го нарекуваат консенсуален ова кандидат. Не е до кандидатот, значи е до партиите, направија мал милион глупости, заборавија дека дојдоа на власт, не е со помош на партиските членови и не само со помош на симпатизерите, туку со едно движење кое е така еден подолг период се вложи себе. Мене едно не ми е јасно, тоа е веројатно за друга и за професориве, за докториве по науки, за социолошка една друга анализа, за гласачиве, може ќе видам погрешно разбран, но навистина е нејасно. Тие тези што ги протежираше ВМРО и Гордана Силјановска, за комисии за Обединените нации, за обраќање, за ХАГ, за комисии, за меѓународни експерти, за Преспанскиот договор, уставот дека ќе осменат, за една завршена работа, како не ми е јасно како луѓе ги голтаат тие работи, но јас од друга страна па имам разбирање, бидејќи се движам многу меѓу луѓето, многу се повредени од Преспанскиот договор, македонците особено, и мислам дека ова е тоа враќање. Некако на сила им дојде, шокантно, на брзина, можеби тој пиар кампањата беше ужасно лоша за референдумот. Ние на овие избори на сетувам ги немаме тие 610.000 гласови за референдумот позитивните. Ги нема во скоро. Иако беше и пожестока кампањата на оние кои што повикуваат да не се излегува на сигурно, гласање а за таа време инерција на уште држи референдумот. кај некои луѓе, Иако, нели? мислам, не отсуствуваше ни во овој изборен процес, беше навистина силна, меѓутоа и ВМРО ДПМН одеше и на кампања на оцрнување на опонентот, посебно кога станува збор за Така е, добро, СДСМ тие се партиски Пендаровски. кампањи, тие секогаш ќе се оцрнуваат меѓу себе СДСМ и ВМРО. Но Накратко, само ако можете да ни кажете... завршувам, да. Вред, да завршете, повелете. Не повелете вие со прашањето, се едно, може јас претерав. Не, мислев една оценка за тоа како известува медиумите, сепак вие сте новинар. Па јас колку беа ефикасни во тоа од Сабајле информирање на јавноста. по навика некаде до попладне слушам радиостаниците, известува е коректно. Со таа забелешка што сите сме некако уплашени, па и репортерите, поминаа мирно, немаше инциденти, немаше или завршуваат со тоа. Се подразбира, нели, дека тоа се избори. Пред 20 на години, некаде 18, има среќа бе во Германија како гостин на германската влада на нивните парламентарни избори. Едно време, едни облаци спуштени до земја, еден доседен дожд, глас не се слушна, ни мегафон, ни викање, се излегуваа луѓето, излезноста беше 86%, во тоа време на Шојбер, наш Кол. после Кол. Значи, тоа е нормално за Европа и добро е што еве се приближуваме таму со сите овие неправилности што и вие на почетокот ги кажавте и професорката околу нашата администрација. Оваа власт е казнета на овие избори од две причини. Реформи, ни А не направи ни Р од реформите, ни во администрацијата. Не може реформа да се прави со именување на заменици и директори на сите јавни предпријатија да има што повеќе администрација. Ако реформа се прави, ако министерот Манчевски или кој каже од 1 јануари 2020 година сите сте под отказ. Од тоа враќаме 60% на работа. Доста се. Сега проблем е социјален, но толку може ќе експлодира држава од администрација. Ќе решаваме администрацијата. Господин Ордановски, накратко оценка за медиумите, колку да речеме и ДИК беше правична во тој однос, еден ТВ во кој што и вие имате ваша емисија, имаше еден спор, како вие го оцениле генерално? Добро, на страна спорот на еден ТВ со ДИК, ја инаку мислам дека улогата на ДИК е да се труди да отвори што повеќе простор да информациите дојдат до што поголем број на гледачи, а не тоа да го спречува. Телевизијата направила грешка со доцење на достава на ценовникот, ДИК констатирал дека тој ценовник не е сменет, значи не е тангирана конкурентноста на цените. И сега на крај тоа падна и на суд и така натаму, не знам зашто му е на ДИК по интерес да испречи некаков приход на телевизијата, а при тоа да допре до некакви илјадници гледачи кои гледаат телевизијата. Таа можеби не е најгледана, меѓутоа си има своја публика и така натаму. Тој краткиот коментар и мислам дека тоа е и резултат на едни нејасни правила кои што постојат, еден недоречен закон кој е 30 пати менуван и така натаму.
За медиумите, слушайте, македонскиот медиумски пазар е тотално сатуриран. Тоа значи има повеќе медиуми од како што има потреба. Од една страна говорам за традиционални електронски медиуми, пред се телевизии. Од друга страна се превзема голем простор од некакво медијско покривање од социјалните мрежи, а забележуваме сите дека немаше кампања обмислена од страна на кандидатите за настап на социјалните мрежи. Бидејќи не мислам дека е настап тоа што своите тролови, едни и други, особено овие националистички тролови, ќе почнат да тукаат и да омаловажуваат, да навредуваат и така натаму. Значи ние се уште сме во сферите на една традиционална кампања, но истовремено тоа не можете да го правите без анализа на целиот изборен процес. Значи треба да се направи анализа кој гласа. Знаете како, ако гласат татко ми, мајка ми, кои што не се на социјалните мрежи, зошто да правиш кампања на социјалните мрежи, кога моите, да речеме, деца остануваат дома и не излегуваат на гласање, може да гласат. Така што тоа е тој зачаран магичен круг во политиката. Ако те гласат пензионери, тогаш нудиш програма за здравство и за пензиски домови, а не за спорт и за стипендии на факултети. Потоа пак се, ако не нудиш такви програми, тоа младите уште помалку гласат. И тоа е една маѓепсена, во време кога истражувањата на јавноста ги диктираат политиката, тоа се вика government by the polls, а не government by the girls. И бидејќи овие прават истражувања 2 до 3 пати неделно, тогаш гледам дека политичарите својата агенда ја прават точно од она што ќе сабајле ги избрифуваат на брифинзите. Гледайте, цифрите, кога ќе ги видиме заедничките сите цифри, бидејќи додека разговараме ние, мислам дека се обработени негде. Најверојатно, не знам дали ги имаме некои веројатно има финални податоци. 250.000 гласа, плюс минус, и ќе достигнат негде до кај 300 и нешто под 300. Тоа се релативно мали бројки за така моќни партии, за ќе ја спомнува референдумската цифра која е дупло поголема од оваа што се освои. Тоа значи дека они не се во состојба да мотивираат. Тоа е од една страна. Од друга страна, де факто ние имаме една математика која правиме на еден избирачки список, за кој сите знаеме, дека е фантастичен во смисла на тоа што 20, 30, 40% од луѓето не се тука. Излезноста во Деба од 40 и нешто проценти, таму колку излезе, ја практично излезе до 90%, бидејќи во Дебар 50% од населението го нема физички. А минатите избори имаше повеќе граѓани на Дебар во Детроит отколку во Дебар. И сега ние правиме одека математики и правиме цензусни некакви скали врз основа на еден список за кој се не нереален. Трето, видите, на крај партиите успеваат своите војници да ги стенат на избори, и тоа се тие цифри, они не успеваат да надфрлат на тоа. Меѓу другото, не само затоа што ова не беше председателска кампања, бидејќи затоа што е партиите, бидејќи туку и заради тоа што се уште брие конфликтот помеѓу Груевски и Загреб. Гледате, и овие избори се еден исцедок од тој нерешен комплекс на прашање меѓу етничките македонци. Етничките македонци се уште не се политички зрели за да можат да проценат својата иднина врз некакви рационални околности со кои што функционира светот. Се уште сме во сфери на високи емоции, тоа инаку може би не. Повикувајќи се на минатото, историјата и ние сме една мува на мапата. Погледнете што се случува во една Украина, која што е огромна земја по територија колку валда колку пола Европа, по население секако едно 4 пати поголемо од Балканот. И таму ви победува еден комичен, и тоа победува 2-1 во изборите, значи дупло повеќе гласови од својот родина. Завршната дебата ја правеа на фудбалски стадион. Значи ние се враќаме во некакви римски времиња кога уште лавови да пуштат на ова и да публиката покажува нагоре надоле се прстите. Сакам да кажам, тоа истото ви се случува во такви нации како британците кои ќе се насукаат со вакви дилеми како Брекзит, да не можат да се вратат во нормала. Британија не може да се врати во нормала. Што остана сега да разговараме за Трамп, што остана и така натаму. Значи е една во принцип е една хаотична ситуација со либералната демократија во светот. И тој либерален консензус е во голема криза. Тој почнува да се враќа, да се консолидира, но ќе видиме на европските избори како тоа ќе излезе. А Македонија е исклучително чувствителна кон либералните вредности. Ако не сме во ситуација на дискутирање на либерални вредности, тогаш разговараме за стабилност. Штом разговараме за стабилност, тогаш се националистичките риторики.
Значи, ние игри ќе разговараме за либерални вредности, а тоа е овој преспански договор, тоа се големи жртви. Но се покажува дека политичката агенда е превисока од тоа што е населението расположено да разговара. И сега да заклучам од друга страна, видите, ниеден пробив во Македонија не е направен со поддршка на етничките македонци. Од 90-та година наваму. Ние секогаш кога сме имале некакви пробиви, говорам во политичка смисла, низ кризи, меѓуетнички односи, наше позиционирање во меѓународен контекст, до ова влегување во НАТО, секогаш етничките македонци претегнуваат на една конзервативна, националистичка страна. Никогаш не е тај повеќе оперетска отколку опера. Никогаш не е, на крај, некакви радикали ќе се соберат во многу мали бројки, но тие нема да излезат на гласење, зашто нешто тука плеткаат околу тоа и така натаму, секогаш некакви сентименти кои што овие другиве кои што се, да кажем, во политичка смисла поеманципирани на таа западна агенда, имаат љутења, бидејќи нормална оваа влада на Заев не испорачува тоа што го ветува, и бираат да си останат дома, бидејќи не ги гледаат повисоките поважните цели, туку викаат сите се исти и така натаму. Со други зборови, на крајот ќе дојдеме во ситуација во која што точно ќе имаме една пата ситуација, без разлика кој ќе има колку илјади повеќе гласови од другите, нема да оствариме цензус, ќе влеземе во една криза, бидејќи ние сме држава, да не кажем нација, да не се свати. Кој живееме од кризи. Ние не можеме да се стигнеме себе си во една повисока сфера политичка, дури и кога таа ни се насмевнува. Ние ни успесите не можеме да се го припознаме. Знаете, ние цело време сме свртени наназад и одиме со главата свртена наназад напред, се сопнуваме цело време, бидејќи не гледаме нанапред. И да ви кажем право, нема тука. Веќе се навикнавме така да знаете што се живееме. Нема тука лутење, тоа е тоа. На крајот на краиштата, граѓаните го бираат тој што сакаат да го изберат, со тоа ќе оди целата таа агенда. И фала пријатно. Ви благодарам. Рековте дека повеќе во ваш интерес се медиумите, социјалните мрежи, таквиот тип на комуникација, меѓутоа не можеме да не прашам правник со оглед на тоа каков правен систем имаме од утре па натаму кога ќе почнат да стигнуваат приговорите, забелешките, колку нашиот ваков каков што ние може да се справи со сите нив. Па многу тешко ќе се Во справи. изборен контекст. Да, многу тешко ќе се справи, затоа што ние имаме проблеми со еден концепт, тоа е legal culture, правна култура, со кој што навистина имаме проблем. Измешани се тие административни постапки и гледате кога имате таква несреденост, немате систем правен кој што функционира, тоа е една манипулативна техника за да се прават вакви проблеми од овој тип, па дури и политички проблеми, тоа не убава слика воопшто. Ви благодарам многу на сите вас. Цивил Центар за слобода ги наблюдуваше изборите со 160 наблюдувачи низ целата земја, а за прелиминарниот извештај ќе го има утре на пресконференција. Се разбира дека можете и да го видите. Цивил медија.